Драги мои пријатели и пријателки, добро вечер и добре дојавте во уште едно издание на Јади Бурек на ТВ Сонце. Вечерва имам особена чест и задоволство да ја представам мојата драга пријателка, мојата прекрасна, убава, преубава Пела. Пела е самојед. Има 15 години и е собственик на мојот колега. Значи, Пела во собственост го има мојот колега Срđан, кој е зад камера, и вечерва ќе ми прави друштво. Многу ти благодарам, Срđан, што ја донесе оваа прекрасна убавица и не можам да одолеам, 100 пати станав денеска да ја... Пела, кај си ти, прекрасна убавице? Што правиш убаво? Пела е толку мирна, толку мила, толку убава. Малку тешко дише, не за секогаш е топло, па ги пуштивме сите клими и навистина дојдов малку нерасположен, само што ја видов оддалеку, не ни знаев дека ќе ја донесе, и кажам право, ми клецнаа колената. Има уште едно овакво ремче? Да, има уште едно ремче тоа. Убавата. Можам цела вечер вака да останам покрај незе, да ја милувам. Прекрасна е. Пела, душо, Пела, ќе ми правиш друштво? Злато, убаво. 15 години. Ова е длабока старост, ама е убаво негувана и чувана. Тешко се движи, ама, како што викаат, самоједите се кучиња кои биле одгледани за една намена. Ескимите да ги чуваат за да им ги греат децата во нивните куќарки. Ова куче е создадено само да сака и да дава топлина. Ова куче не е наменето за никаква намена, никако овчарско, но може, оно е многу силно. Само једите се прекрасни, издржуваат температури, но пред се ги чувале за да ги греат децата. Па сега замислите што има во незиниот ген кога ќе биде дете човек. Вела дека не постои официјален запис дека самојед гризнал човек во било која, било каква ситуација. Така ли е, Срđан? Така е. Колку си прекрасна. Злато убаво. Злато убаво. О, колку си мила. Злато. Прекрасно. Морам да ви кажам, се заљубив на прв поглед. Прв пат ја гледам во живот. Мила, убава си. Прекрасна си. Прекрасна си. Злато. Прв пат ме гледа како да се знаеме 100 години. Може да идам јас да работам? Ке ти биде убаво тука? Кажи ми ако не ти чини. Ако сакаш водичка или да се прошеташ нешто. Ама гледам и најадена си, и нахранета си, и чувана си, и галена си, и не се плаши, прв пат си тука овдека. Не менувала многу место. Душо една, душо прекрасна. Ова е најубавото галење, а? Тука под увцето. О, милата. О, човек, што ќе правам вечерва? Не можам. Треба мајндсетот цел сега да ми се преклопи, за да можам да се вратам во емисија, да се вратиме на секојдневица. Вакво едно суштество лечи од секакви депресии, од секакви убави и неубави работи. Куче и маче во домот не се случајност. Не се само од потреба. Сме биле заедно уште пред да дојдеме на планетава, да не ги затворат рајските порти. Сме биле заедно и пак ќе бидеме. Тука се да не утешат.
нашата судбина на гревот и нашето страдање сострадуваат ни криви ни должни заедно со нас. Затоа заслужуваат оти се тука да ни го разубават животот и да не утешат. Ништо друго. Прекрасно. О, што си убава кукла. О, што си убава. Срđan, каже бе да се вратам на позиција, имаме емисија, треба да тераме. Како не ја запознав пред 10 години? Беше подинамична? Злато. Злато убаво. Злато убаво. Одмарај. Одмарај, душа. Еј, седи тука, седи. Не се грижи, душа. Седи, тука сум. По мене ќе дојдеш. Тука сум. Не се грижи. Седи тука. Не си сама. Не си сама. Злато. Седи тука, убава. Не се плаши, не се плаши. Одам, никош не си била тука. Душич. Душич. Ајде ќе пуштам ја малце, ја низе ќе ја однесеме во една друга ситуација. Можеш да ме префрлиш на мојот компјутер, почитуван колега, и ќе одиме малку со DJ Бабура, после овие убави слики со неа, одиме со DJ Бабура Junior, кој настапи, денеска ми прати едно интересно и убаво видео. Се надевам го имаш у звук, режија? Нема! Немаме, окей.
Да Be Good To Me е една од така моите носталгични песни од времето кога работев Маната, Манда и така натаму, некоја носталгична музика, што никогаш не предпоставувавме дека во вакво булшит време ќе дојдеме. Прекрасно од една страна, тежок булшит од друга страна, и носталгијата по младоста е нормална, нема подобро време, полошо време, туку едноставно различно време, различни искушенија. Диџеј Бабура ми беше пријател, си замина прерано си замина. Мислам, таква душа од човек беше, такво едно питомо суштество, таква една добрина, памук. Знаеш, кога зборам сега, ако треба да ви го асоцирам ја некако Диџеј Бабура како човек, еве ви ја пела. Леле убавици. Бабура, се надевам дека не ми замеруваш што те спореди со пела како еден убав, прекрасен, питом, мил самоед. Така и те доживав. Неговиот внук, Диџеј Бабура Джуниор, и понатаму ја продолжува, и тоа прилично добро си ја тера работата, и се надевам дека ќе стане жива дисџокејска легенда како што беше и Диџеј Бабура. Овој сет е објавен кај мене на мојата фан страна, трае некои си 36-37 минути и навистина би можел исто како со пела Галењево, така и ова да го ислушам до крај со некој, видиш и Виктор Ангелов со електрична виолина, навистина освежувачки. Ќе ги отвараме вечерва телефоните. Имам неколку повода за такво нешто. Првото е, значи, ќе направиме кратка пауза, набрзо. Уште неколку вести сакам да прочитам и споделам со вас. Драги мои искасани скопјани, вие како сте бе низ Македонија? Апа е тоа комарцине? Иначе Шилегов си исчуđавал. Стварно мислам дека само овие небањати, гадни ВМРО-вци шират афери дека имало комарци, бидејќи Шилегов изјави дека он е изненаден, бидејќи комарците ги прскал со германски средства. Се надевам дека тие германски средства не се Фа, Хетрик, Нивеа и слични работи, туку некои појаки работи кои не им дозволува. Како и да е, ги има премногу како ретко кога, се согласувам дека и времето како никогаш досега не сме имале по-кратко и по-лигаво и по-љангар лето, ја барем не паметам, а не паметам последниве 10 години ни температури од 40 степени. Извини, Бела, знам 40 степени за тебе е жива смрт. Не можам да ја најдам, ајке ја побарам на пауза. Има една реклама со, може некој ќе им текне, реклама со канадски полицаец со на традиционална униформа, кога отвара вратата, све снег наврното, рамно, бело, со свирчето ќе свирне и маламутиве, хаскиве и самоедиве, само ќе никнат со снегчиња од нив. За нив снег и минусна температура е добро утро, особено со вакво централно грејење кој што го имаат. Но во исто време ова крзно нив им помага да ја одржа температурата. Што да ви кажам? Good boy, овчички се, прекрасни. Еве ги неколку фотографии да ни останат вечно и за спомен со мене и со Пела. Ќе пукнам од мака, како не ја знаев пред 10 години. Не се. Требаше одамна да дојдам ја овдека во ТВ Сонце. Но добро, ништо не трае вечно, се што има почеток има и крај, како му вика Oracle на Neo во Matrix Revolutions. Што имам јас денеска, што сакам да разговарам со вас, за кратко ќе ви кажам како тема и би сакал да ми се јават навивачите на Вардар. Пред да идеме на политички теми или ако идете слободно, но дали спаметите дека пред да направиме таа пауза за Великден, негде ка крај на јули месец, излезе една вест за која коментираа некои наши гледачи, а веста беше: последна надеж за Вардар, Чирич и Шилегов се видоа. Сега се чека да од германците. Ова е од 27.2020 година.
Што е ново? Што се случува со Вардар? Кој ќе го преземе Вардар и дали воопшто? Ќе отворам темата после јавувањето. Но она што ме зачути една интересна вест, за која во нашите медиуми нема, најдов на еден архитектонски, фала ти Тони за линкот што ми го сподели, ја имам најдобра, знаеш, често се жалам, знаеш, онака, сите имаат редакции, па им помагаат, а јас сам, никој не ме сака. Добро, мамо, кога не ме шакаш, тога шам ке шкокнам во каш. Но во суштина, нели, јас сум крај пуси, малце, имам најдобрата редакција. Мене еден куп луѓе секојдневно ме бомбардираат со интересни теми, клипови, вести. И еве што добив од мојот редовен гледач и соработник Тони. Страницата се вика Градња и одговор куќу гради. Според ова ми личи на нешто хрватско. Не го разгледав порталот, но она што ми е интересно е насловот. Бетонски прстен за чување података у Прилепу. Дали сте знаеле дека вакво нешто се гради во Прилеп? Овој чуден, кружен, бетонски објект кој наликува како од филмовите на Avengers, на Marvel, SF филмови и така натаму, е многу функционална работа и бев просто пријатно изненадат за се. Немам навистина информација која ова го прави. Весте од 24.8. Структурата на објектот значи значи во од ви преведувам симултано, па простете ми моите гаѓање со падежи и слично. Се е во ред? Што е? Што е? Кукла, убава, неќе да се слика, многу е срамежлива, скромна. Знаеш ли каква инфлуенсерка ти би била, бе, душо? Ти, за педигри пал, па треба да се тепаат овдека, да те сликаат како грицкаш од тоа. Душа убава, душа прекрасна. Леле, вакво јам боли. Ти завидувам, можам да замислам која ќе зимски денови, кој ќе си ја гушнеш пред каминот, уживање. Да се вратиме. Што се гради во Прилеп? Тоа е бетонски прстен за чување на податоци. Структурата на објектот ја чини подвоена бетонска конструкција од масивно армирани бетонски ѕидови, за да можат серверите да останат недопрени во случај на природни катастрофи и тероризам. Проектот 1x2 студио од Белград, начело со архитектот Зоран Абадич во Прилеп, во Северна Македонија, го изгради Business Country Continuity and Disaster Recovery Data Center. Значи, овие се клучните податоци на македонските компании, држави и што ти ја знам. Ако сакате да ви кажам, во случај на несреќа, ако ви отиде некоја банка или пропадне или се запали, податоците овде ќе бидат зачувани за вашите долгови и кредити, така да не се радувајте. Кој ги обезбедува континуитетот во работењето на IT системот и функциите на работење на Министерството на внатрешни работи. Основниот цел на проектот е да се обезбеди заштита и обкружување на објектот и опремата, како и сите информации и софтвер од кражба, вандализам, природни катастрофи, вклучувајќи земјотреси и предизвикани од катастрофи, тероризам и неочекувани оштетувања на електричниот напон и системите за испорака на електрична енергија и екстремни температури и слично. Целта на проектот е да се обезбеди заштита на ова го прочитав, се извинувам. Локацијата на објектот е позиционирана североисточно од градскиот центар, од центарот на градот Прилеп, која се наоѓа на 132 километри од Скопје или 176 до градскиот центар Прилеп или 2,2 километри до најблиските изградени објекти, околу 230 метри. До приодниот пат за возилата има 160 метри
најблиску, а другите природни патишта се во обкружување од околу 200 метри. Сака да кажа дека минималниот радиус на нешто што може да му се приближи е само 200 метри, ништо повеќе. Основната функција на објектот е да ги обезбеди сигурно сместување на компјутери, складирање на мрежни уреди и енергија за нивно одржување, контрола на температура на работата, како и поврзаност со други уреди внатре и надвор од него. Гледате како е направено, како во најсовремените филмови со епокси флор подот. Гледате дека е некаков епокси премаз кој е исклучително нели чисти, бидејќи нели кај што чуваш податоци мора да биде заштитено од бетон, што се вика, и од директно бомбардирање. Централното јадро сега е клучното во овој објект, кружен објект кој е со бетон заокружен, а во средините има централно јадро. Зградата функционално е поделена на два дела. Кружниот прстен, тоа е ова, и кружниот прстен, кој што го видовте, за сместување на техничка опрема и инсталации, и централното јадро на сервер собите за сместување на 120 рек единици. Рек единици е тоа нешто како мојава полица овдека. Сега да не ви го покажам, скоро секоја компанија и ние како телевизија имаме уреди за сервер. Тоа е една онака како полица во која се ставаат засебни компјутери. 120 компјутери, претпоставувам дека се тоа од 120 клучни по државата за функционирање, не знам, МВР, министерства, одбрана, банки, НБРМ, УЈП и што ти ја знам, што и така натаму. Кружниот прстен е исполнет со простории за сместување на машински инсталации, простории за газ и хвак, не знам што е хвак, електрични инсталации за телекомуникација, вклучувајќи и просторија за провајдери. Остатокот на просторот во објектот е за сместување на вработените лица, мрежните техничари, оперативците и обезбедувањето кои гарантираат полно работно време на дата центарот од 24 часа 7 дена во неделата. Ако некој објавил за ова од нашиве портали, јас се извинувам, не ми дошло до радар. Ова е што го имам, затоа го пренесувам. Секако ќе се потрудам да најдам и некоја македонска верзија и да ја реобјавам, да се вие информирате малку повеќе. Соба во соба. Сервер собата е проектирана како соба во соба, обезбедува највисоко ниво на физичка заштита, а со самото тоа спречува и ризици. Вградените системи обезбедуваат сеопфатна заштита и како такви мултифункционални безбедносен бекап на сервер системите, мрежни компјутери и системи за комуникација. Структурата на сервер собите е проектирана во складот со тие 942 стандарди. Не знам, претпоставувам дека се тоа некои воени НАТО стандарди за заштита на податоци и сервери на телекоми и телекомуникацијски МВР, одбрана и така натаму, клучни за државата. Незината големина, тоест незиниот капацитет е 60 ракови, рек, тоа е она, нели, позиција во полицата, со димензии 1000 на 600 мм и е потребен во првата фаза со дополнителни 60 предвидени за втората фаза. Силата на една таква рек полица е 7,2 киловати, толку троши струја. Масовно армирани бетонските ѕидови, еве гледате оддалеку како изгледат овој објект. Инаку објектот се наоѓа под постојана присмотра, еве навечер како изгледа осветлено. Мора да признаете дека претпоставувам дека прилепчани се добро информирани, иначе досега ќе имавме теории дека овдека предвидувале слетување на летачки чини, нели и така. Значи, име на проектот е Business Continuity Disaster Recovery Data Center, автори се 1x2 студио од Белград, интервенција и изградба, локација општина Прилеп, КП 21917 Прилеп, Република Северна Македонија, адреса улица Васко Карангелески, изградена бруто површина на објектот е 1300 квадратни метри, приземје,
број на проектот Europaid 132633 CCR, мултитип на проектот сполна надворешна соработка. Порачката е од Централниот финансиски и Contracting Department, FCD, на Министерството за финансии. Корисник е Министерството за внатрешни работи на Северна Македонија, извршител Suez Consulting Сефичи Гуидел Брисел, Белгија, финансирање Европската Унија. И така натаму, управување со овој центар е Европската делегација и Република Северна Македонија. Периодот на проектирање изградбата била од 2016 до 2017. Еве, искрено да ви кажам, изведувач на работите е 4AM ШПК од Тирана, Албанија. Стручен надзор Suez Consulting Сефич и ова е проектот изведен. Еве го проектот, ја не знаев дека овој проект воопшто постои, гледате што е 2016, доцнам као путнички из Београда, но во секој случај фасциниран сум дека еве и ние имаме еден ваков сериозен објект што дава малку надеж дека ние сепак некои работи и сериозно ги сваќаме, па макар сме добиле по уши и од Европската Унија. Океј. Знаеш, имаат американците една better late than never. Така што јас се извинувам што не сум навремен со оваа информација, но подобро да задоснам, одошто да глумам, никогаш да не знам за тоа. Океј, тоа беше се за првиот дел од емисијата и ве молам, вардарци, не можам да добијам информација што се случува со Вардар, фудбалскиот клуб Вардар. Последната вест беше дека ќе коментираме што после средбата Чиричи-Шилегов. Што се случи после таа средба? За недела дена требаше да биде на јасно. Одиме со кратка пауза, веднаш потоа молам вардарци да ми се јават и да информираат јавноста. Има ли надеж за спас на Вардар? Стоп Корона е мобилна апликација која со ваша дозвола им кажува на епидемиолозите доколку сте имале физичка близина со лице позитивно на COVID-19 во последните 2 недели. 2 телефони со симнати Стоп Корона апликации и со активиран Bluetooth се евидентираат како остварен близок физички контакт и таквите информации одат кај епидемиолозите. Овие информации помагаат на здравствениот систем за да се стопира ширењето на коронавирусот. Преземи ја апликацијата од следниот линк. Активирај Bluetooth и почни да ја користиш. Да го стопираме ширењето на коронавирусот. Од нас зависи. Визијата на Ѓорѓија Ѓорџ Атанасовски. Раскажувајте ја вистинската библиска приказна за Македонија. Само сонцето е постаро од Македонија. Големиот љубеник во еднината на Македонија. Донатор и голем хуманист. Големиот македонец. Голема љубов кон древните македонски корени. Само сонцето е постаро од Македонија. Ѓорѓија Ѓорџ Атанасовски. Во втората книга Само сонцето е постаро од Македонија од Ѓорѓија Ѓорџ Атанасовски ќе чита коментари, соопштенија, реакции, изјави, интервјуа, заложби за одбрана на името и идентитетот, вечниот копнеж кон татковина.
Македонска империја. Издание на Ѓорѓија Ѓорџ Атанасовски. Дознајте ја вистината за македонската нација. Прочитете повеќе на www.makedonskosonce.com. Телевизија Сонце. Единствена, македонска, национална телевизија. За заштита на македонските национални и стратешки интереси. Од 23 април коронавирусот. Телевизија Сонце. Единствена, македонска, национална телевизија. За заштита на македонските национални и стратешки интереси. Драги мои, ќе ми простите на мојата вештина или невештина, способност или неспособност да дознаам нешто повеќе. Се информирам од интернет, толку е мојот капацитет, а останатото е вие што ќе ми помогнете. До сега не добив никаква информација од било кој вардарец во врска со судбината со ФК Вардар. Еве, телефоните ви се отворени, дај ги, тема Вардар нека биде на почеток, подоцна ќе идеме со секојдневните наши сакани или несакани теми. Она што го најави Спорт медија синоќа, како што дознаваме во текот на денешниот ден, а пазете, ова е вест од 20 јули, значи скоро месец и пол, што се вика. Месец ден, ајде. Синоќа, како што дознаваме, во текот на денешниот ден и се оствари Саша Чирич, легендарниот вардарец, денеска имал состанок со градоначалникот на град Скопје Петр Шилегов. Состанокот, барем така велат нашите информации, минал во конструктивна атмосфера и што е најважно му било пренесено на Чирич, што треба понатаму да се прави за да најавениот спонзор од Германија дојде и го преземе Вардар, нашиот најголем фудбалски бренд на управување. Името на фирмата, односно корпорацијата, се држи во најголема тајност, а сепак Спорт медија дознава дека станува збор за фирма која се бави со инвестиции во фудбалот и дека таа германска фирма веќе држала неколку клубови. Сите поединости што се потребни, односно што германците ги побаруваат од Чирич, Вардар и Шилегов, им се пратени во нивната централа, па така се чека на нивната конечна одлука. Вардарци мора да се стрпат уште еден ден, два, да се види како ќе се одвива целата оваа ситуација. Јасно дека е времето кнап, дека секој час, секој измина ден, Вардар се повеќе влегува во агонија, но сепак вреди да се почека уште 2 дена. Такви се најавите. Најпосле, добро е што има такви лице како Саша Чирич, што се обидуваат да му помогнат на Вардар. Она што е оваа вест, драги мои пријатели и пријателки, добро, не треба више компјутерот, оваа вест ја објави во емисија и се јавија неколку мина од вас со многу скепса, љубители на Вардар, навивачи, љубители на македонскиот фудбал, со многу скепса околу сите овие случувања. Што понатаму се случува, ја навистина не знам. Има ли некој од вас да ми посочи? Се надевам дека телефоните се ставени на располагање, не ја гледам графиката јас од тука, но не се сомневам дека режијата ви ги дала. Има ли некој од вас што може да сподели некое сознание? Океј, ќе бидам трпелив, како што е
и прекраснава Пела трпелива. Нези е малце жешко, малце е тешко, она и во години, тешко малку се движи. Кучешки спрема човешки години, 15 години, тоа би требало да биде па скоро 90 години како човек. Така што душа златна. Гласни и слушнавме. Преска и задрема малку, но окей. Ке почекам уште некоја минута, ке шлајфуваме во празно да видам дали некој љубител на спортот или вардарец има некоја информација во врска каква е судбината и што се случува со Вардар. Секако, ја како скопјанец, како да ви кажам, ја како скопјанец не сум бил оставен на тоа дали ти навиваш за Вардар, дали го сакаш или не го сакаш Вардар. Со Вардар се раѓаш. Ја, кој ме прашал мене, едноставно сум се родил и ти вардареци те крстиле. Оп, Вардар, фала, лепо и пријатно. Нема проблем. Така што, секако дека ме интересира судбината на Вардар и ме интересира што ќе се случува со нашиот најголем фудбалски клуб од кој Самсоненко се откажа бидејќи не може да го финансира. Океј. Некој, било кој, нека пее DJ Бабура во меѓувреме, DJ Бабура Джуниор, нека вртат малце музика за атмосфера. Да, може. Некој 5 минути ќе почекаме да видиме дали некој ќе се јави на оваа тема. Предпоставувам дека можеби, знаете што, и да не се јави е пак некако сознание дека луѓето немаат информации. Бидејќи луѓето генерално не е ова администрација да се плашат или да не се плашат и така натаму. Едноставно, после ова нема никакви информации за Вардар. Дали германците ќе дојдат, дали е договорено, дали се согласил градот, дали ќе има преземање, што ќе има и како ќе има, навистина не знам. Тренираат ли вардаци, што е со клубот во моментов, немам никакви информации. Па ако некој од вас, љубители на фудбалот, има, ве молам споделете. Ако нема, и тоа ќе значи дека навистина имаме замрачување на информациите. Режија, се обидуваш да ми кажеш дека има некој на линија? Да, добро, одлично. Баш и јас сум мощно љубопитен да слушнам дали има нешто за Вардар да ни каже. Ало, добро вечер. Добро вечер. Повелете, ако сакате за Вардар, малце замолив, ако знаете нешто, па споделете. За Вардар ви кажал дека не може да биде овој тим како што беше стариот тим на Вардар. Значи, сепак се добри, али Еврофарм од битова година ќе бидат најдобри. Знаеш како ми вика у школа? Како? Јанко, многу си паметен, ама затоа што ја промаши темата, седи кец. Извини што вака ти зборам. Значи, потполно ја промаши темата. Вардар требаше некој да го преземи и што се случи, немаме информација. Предпоставувам дека сте од Битола и си имате свој клуб за навивање. Јас зборам и за фудбалски клуб и за ракометен клуб, комплет. Супер. Многу убаво за вас, ама нам не ни помогна за темава за Вардар да знаеме каква е судбината на Вардар во моментов, бидејќи немаме такви информации. А вие да сте живи и здрави и нека дава Хемофарм пари за па нека расте спонсор, бидејќи само со добар спонсор може да се иде напред. Океј. Имаш ти некоја песна за Вардар, другар? Еве го инспирирав драгиот мој колега. Најверојатно дека Санаториум имаат нешто или Металика имаат преработено некоја песна за Вардар навивачка. Се шегувам. Океј, бидејќи ќе остане ова телефоните, контакт телефони, тема ФК Вардар и ќе трае оваа тема додека не се јави некој, а тоа ќе биде додека трае джинглот и спотот. После тоа, ако не се јави никој, ја прекинуваме темата и ќе заклучиме дека никој не знае, никој не е заинтересиран и дека се отишло
Ideme, Vardare, moj Vardare. Si sam, ne te ostava me. Ne boli se što vetit me, mi dođa da zaplačam i mene kako tebe. Da zastana na ulica i do nebo da vikna. Vardare, ne možam bez tebe, Vardare, bez tebe. Iako danas izgubi me, ne te ostava me. Vardare, ne možam bez tebe, Vardare, bez tebe. Do kraj za tebe kekine me, ne te ostava me. Ti nesi sam, ti nesi sam, ne te ostava me. Ne boli se što vidiš me i dođa da zaplačam i mene kako tebe. Da zastanam na ulica i dole voda vikna. Vardare, ne možam bez tebe, Vardare, bez tebe. Iako danas izgubi me, ne te ostava me. Vardare, ne možam bez tebe, Vardare, bez tebe. Do kraj za tebe kekine me, ne te ostava me. Ne te ostava me. Реставрирай се. Се враќаме назад во студио. Темата Вардар е тргната, бидејќи во последниве 60 минути никој не сподели никаква информација. Значи, нема. Предпоставам дека и интересот е намален. Знам дека има вардарци верни. Може би па и не сакаат да споделат со нас, но во секој случај барем ќе прочитавме некаде нешто или ќе ми испратеше. Пела убава. Малце ми се шетка сега тука. Видете ја каква е убава. Како овчичка мила е. Пела си го бара газдата. Да, он е тука позади оваа камера и она, знаете, душа. Секогаш до својот собственик. Пела душа. Океј, отворени се телефоните за другите теми. Не верувам дека денеска некако сте и расположени и опуштени. Доаѓаат празнични денови. Пела е вечерва гостинка во студиото. Многу е мирна. Па скоро 2 часа е тука. Скоро 2 часа и ова е најдинамичниот период што го покажала. Имаме гледач на линија. Добро вечер и повелете во програмата. Да, имам добро вечер. Имам чест да бидам прв да се јавам на
Ако. вашата телевизија, Ако. ТВ Сонце, Повелете. а темата е за фудбалскиот клуб Вардар. Па ја завршивме темата, ама ако сакате да зборите слободно. Еве, имате ли вести што испадна? Кој ќе го презема, Вардар и дали ќе го презема некој? Па во вака сам бегу, јас сум возрастен човек, пензионер сум и така, меѓутоа сум бев голем и сега и денеска сум, ама голем навијач бев за Вардар, зборувам уште пред, да речем се, јас сум стар Скопјанец, пред земја отрес. И така да Вардар треба да се преземе, да има некој, знаете, сега да не вака малку да Да, разбирам. Вардар е повеќе од спортски клуб. Треба да се јават некои собственици, финансиери, без пара денеска не бижува никој. И така, сакам да кажам дека ова што вие го на почетокот го најавивте, дај Боже да се случи. Дај Боже. Тоа да ви кажам да ве разочарам. Тоа што го најавив, го кажав, тоа е вест од пред месец и пол дена. И од тогаш наваму нема ништо за Вардар. Никаква информација што се случува. А требаше за ден-два да знаеме дали ќе го преземе тој германски спонзор. Да, па сега малку не спремен. Го гледам вашето куќе, јас сакам многу кучиња. Пела. Кучињата ги сакам, а знаете од која добро, има една изрека од која ги ало. Да, ве слушам, зборете во програма сте. Да, кучињата се прекрасни. Сега, сакам да кажам дека треба Вардар е, како да кажам, треба некој да се јави, ама парата, пуста пара. Не може денеска спортски клуб без позорство да обстане. И крај на муабет. Како се викаше овој, се каже тоа што. Да. Па зашто? Самсоненко. Може да ми поставите, Да. може да ми поставите дополнително прашање за да ви одговарам, зашто гледам вака чего. Може да ми поставите? Што да ти поставам? Па дополнително прашање дали ова Вардар треба да биде. Ти се понашаш као Груевски кој ќе ми доја на интервју и ќе ми рече Јанко, да ме прашаш за јавна администрација? Ајде бе, викам, ќе те прашам, викам, само паркирај ми еден джип пред телевизија. А уствари не прави ја така. Колегата мој уредник прави. Ајде бе, молам, немој. Се шегувам. Фала ви што се јавивте. Поздрав до вас. Добро здравје, чувајте се од корона. А јас и Пела натаму одиме да разговараме. Она ќе биде убавата страна од емисијата, а вие ќе бидете паметната. Јас сум тука само да ве речам добро вечер. Повелете. Јанко, добро вечер. Добро вечер, господине. Повелете. Се јавувам од Прилеп за една информација, ако сте запознаен да ми Не, кажете. повелете. Ќе се прашате там. Добро. Денеска одам покрај Плетвар, кај што се јармоливе на Атанасовски со Сонцево од Вергина и Американското. Двете знамена се скроз спуштени долу. Па ме интересува што е работава, дали си запознат и зошто се спуштени, дали не знам зошто. Не само тоа, ако можеш да се научиш. Не знам. Ако не, никому ништо. Да, ви благодарам за тоа. Не знам, немам таква информација. Може би ако правиме втора пауза во меѓувреме некој од одговорните да не информира, може би се менуваат знамињата на известно време се менуваат, тие се оштетуваат од временски прилики, па се ставаат нови. Значи нема некакви посебни. Собственикот не е тука, тој е веќе подолго време во Соединетите држави и тоа стои. Но не знам, ако дознам нешто ќе ве информирам. Фала ви за информацијата. Добро вечер за следниот гледач. Добро вечер, Јанко. Здраво, повелете. Вака се, сакам да први да кажем нешто за Вардар. Слушаме, повелете. Значи, Вардар, до сега во Вардар се уште не дошол човек кој што дошол во Вардар, што
го сака од се срце, него сите што дошле у Вардар, сите дошле за профит. Да си се напунат со парички, да го задужат до гуша. Значи, се уште не е дојден човек кој што може да му помогне. Вардар, како што имам информација, е заглавен за наредниве 100 години. Ај кажете ми што знаете од информации вака, не мора да се точни. Со шпекулации, што, еве, вие предпоставам дека сте љубител, што знаете, значи, заглавен, колку е, што е, како, што сте начуле, ве молам? Вака сега, значи, ова се муабети слушнати, траш муабети. Сега, јас не сум некоја си институција или што да речеме да имам увид тамо што се правило, како се правило. Само, како обичај граѓани и љубител на фудбалот и Вардар што ми од душа, дојдоа едни, ајде да не ги именувам сега. Добро, не е важно, како сакате изразете се. Кажете ми само што знаете. Па си направија профит позади зградата и зградите што ги направија, тие се сите на Вардар. Тоа треба сега да се земе таа згради што се таа страна што беа на северната трибина, не на северна, позади што се покрај кеот, тие сите згради се направени од двајца бизнисмени од Скопје кои што го исчицаа Вардар, си направија згради тамо, се замешани се и градоначалници на Скопје, менење на дупови, па и некој си еден човек што држеше од кино Вардар тамо, некој си билјарди, па нешто Борчек што го држеше, не знам, тамо под кинокултура кафичот со тој хрватот. Абе, кој стигне само цица, само влече и Вардар е заглавен до гуша. Значи, ја мислам дека нема да може да искочи, не да дојде и некој си светски познат бизнисмен, не ќе може да го извади. До толку е црно под ногти. Разочаран сум тотално. И не верувате во дека за Вардар има спас, тоа е. Мајобре, ја како што имам информација дека се умешани прсти некој од Струмица со некои бизнисмени од Бугарија, дека ќе го лапнат Бугариве и така ќе доминираат да ни влезат, абе во сршта да ни влезат. Јас таква информација имам дека јаки бизнис кругови од Струмица се умешани со јаки луѓе од Бугарија и тие ќе го земат. Ако не може да речеме за да не парат очи на некои луѓе тука во Скопје, индиректно ќе стават некој си фудбалер или што знам како да замачкат очи, тој ќе го вади Вардара, позади нив ќе биде една си група тамо од Струмица и од Бугарија, ќе почнат и да не расцепкат од сите страни. Не сакам се нервирам, не сакам да зборам више за таа тема, значи нека им служи на чест, све уништија и име и двојазичност, тиранска платформа, па сега им дојде и Вардар да го уништат. Значи, срам да иде. Јас сакам за друга тема да зборам, ако ми дозволиш само на... Само ја би се надоврзал на една работа, знаеш како, Вардар е бренд, значи самото име. Ти да го купиш Вардар е профитабилна работа. Продаваш дресови, продаваш билети, продаваш играчи, купуваш играчи. Тоа е добар бизнис. Фудбалот е секде бизнис. Само да ви кажам дека читав модалитети разни. Например, Челси има мултмилиардер кој вложува во него. Стварно го сака клубот и еве го веќе 15 години, огромни пари и стварно Челси станува клуб ипол. Например, да ви кажам, таков е и Реал Мадрид. Но од друга страна, имате Барселона, која нема собственик, туку има акционерско друштво во кое бизнисмени, навивачи, разни луѓе вложуваат во клубот и одлучуваат колективно како ќе биде судбината на клубот. Дека и тој модел добар, покажуваат резултатите. Па што сакат? Повелете да искажете се за другата тема. Јанко, значи, и за Вардар уште една реченица две. За Вардар е свесно направено за да не влезе да игра во УЕФА. Наводно закаснали да аплицираат, не знам, дрндан јариња за да може да оди Силекс. Ајде да не зборам и на таа тема. Значи, тоа е свесно се уништува Вардар на сите страни. Што ќе купуваш дресови, Вардар е заложен за наредни 10 години, нема пари да купат ни некој играч и од Инџикова да го платат да дојде да игра за Вардар, толку што се задужени.
Кој бизнисмен ќе дојде да го инвестира, кога треба првим да ги плати долговите што ги должи Варвар кон државата? Ајде да не збориме. За втората тема која што највише ме боди. Добро. Значи вака, седнав завчера со еден мој пријател, значи нема ништо против албанците, тие си ја тераат својата работа, си знаат кој им е правецот и си го терат и си го барат и си го добијат. Нашиве, едни со други очи си вадат, али 90% им е бизнисот да си им се нафатираат, не ги интересира за патриотизмот, за Македонија и за ништо. Тој човек ми кажа вака, дека сега портали блиски на власта, Добро. онај Facebook портали, почнуваат полека да пуштат една буга, дека исполнето е све со ранковниот договор и више нема да има она клаузула толку застапеност, волку застапеност. Знаеш ли зашто? Зошто? Затоа што ако избриша таа клаузула дека све е за подмирено во врска со албанците, етничката застапеност 18% или колку беше во јавните државните институции, сега, што е поентата? Значи, добро смислена мафијашка работа. Кај да е мора да биде пописот. Пописот кој ќе се направи нема да биде повеќе од 19% албанци во Македонија. И затоа тогаш сите што се навработени во јавна државна администрација набутани преку 25%, тогаш што ќе прават власта? Што ќе прави? Сега, за да нема проблеми, ќе го исполнат ранковниот договор и више нема да важи 18%. Кога ќе си дојде пописот, они ќе си бидат равноправни граѓани, ќе се може да се вработуваат колку сакат и како нема да важи цензусот. И друга најболна работа, тој ми кажа, дечкото, ако сакаш ќе се видиме, ќе поправиме на меседжер, ќе ти кажам да што се работи. Пиши слободно. 80% од тие што седат дома, а зимаат плата, 20% се деца невработени албанци кои што завршиле средно, високо, вамо тамо, значи што не може да се исполни цензусот, седат дома, зимаат плата. 80% се луѓе кои што се не им го изгласало собрание законот да бидат финансирани борците на УЧК што седат дома, а зимат 80% од нив се платени со наши пари, а си седат дома. А 20% се оние што имаат завршено факултет, средно што не се завработени и она. 80% се Дури тие. да е така. Дури да е така. Мислиш дека некој тоа ќе го смени? Не може да го смени. Јас само му сакам да кажам дека да престанат и Заев и Мицковски да си вадат очи. Затоа што за наредните избори ќе биде 40 македонци, 40 албанци во парламент. Додека не се осветат тие двајца. И престанат више, ако се нафатира да си престанат, доста им е више, за правнуци се обезбедија, да почнат више да мислат за Македонија. Поздрав, што ми одвои време, се негово. Јас се извинувам. Значи, цело време убаво ве слушам и внимателно, иако тука малку и давам внимание на мојата драга гостинка, Пела, која е дојдена уште од 19 часот. Она е стара, Самојет, 15 години има. Прв пат ја гледам во живот. Мојот драг колега, камерманот Срđan, ја донесе на моје барање, не верува, фала ти многу, ја разубаве атмосферата. Тоа не значи дека нема да збориме отворено и за жешки и чемерни теми. Само едноставно една убава слика која, нека не исполнува во... Темите се отворени. Продолжуваме со следниот гледач. Добро вечер. Ало, добро вечер. Добро вечер, повелете во програма, сте ве слушаме. Милан е на линија. Би сакал за Вардар малце да поразговараме. Фала ви, малце со доцнење, значи не требаше да ја тргнам темата. Имате ли нешто да споделите? Ја пукнав да ви кажам да дознам нешто за Вардар, што се случува, дали ќе го преземе некој, дали имате нешто вие за тоа, па зборете и за друго, што сакате. Конкретно, сега во моментот што се случува и како се случува, немам информации и не би сакал да шпекулирам. Јас би сакал малце да се навратам на поубавите времења, бидејќи сум растен на Кеј 13 ноември, Јохан Хаджи Константино Джино тука, позади влада втора зграда, и во моето најубаво
време од животот, детството го помина заедно со Вардар. Сите оние настани, утакмици и големи дербија, гостувањата на Партизан, Звезда, Хајдук, Динамо, голема четворка, одење на утакмица, навивање, се што значи да се биде дел од еден спортски спектакл, да се бранат и да се навива за боите на својата, да кажеме, тогашна република или клуб, и то сето го знам како изгледа. За жал, денеска младите не знаат зато изгледа и не се ни јавуваат во овие емисии. Јас знам кога се собираа навивачите од фонтана, ритуали, празник, 2 дена, сабота, недела, почнува штама у градот. Само се слуша градски парк и се чека да падне гол и овација во публика. Тоа е она убавото што го нуди спортот. Па не биле џабе будали Југославија 47 да го формира клубот Вардар. Зошто се формирани прво клубовите после воена Југославија? Затоа што преку клубот нешто се пренесува. Таа е репрезентација, таа нас не представува во сите оние бои и големини. Што значи Вардар? Ако се каже фудбал, директно асоциацијата е Вардар во Македонија. Не може да биде Силекс. Ајде да не идам на албанските клубови, па ќе испадне овај будала збори против Влазними и ФЦУ тамо. Значи, Вардар е бренд, како што кажате. И за тој бренд треба да се бори државата. Јас немам пари, јас да имам пари, јас ќе го купам клубот. Немам пари. Дали председателот се прашува преку неговите советници што е Вардар? Дали е то река што тече низ Македонија и оди во Егеј одоле? Дали е Вардар спортски клуб кој што содржи фудбал, ракомет, машки, женски и сето она како друштво спортско? Зошто е придонесено да се доведе до оваа ситуација Вардар? Ја не знам дали е тоа акционерско друштво, како се финансирал до сега, али тоа треба да се дефинира. Една звезда, гигант, била во криза. Државата даде пари да се извади Звезда и да остане брендот. Не може Нови Пазар да биде болji од Звезда. Значи, тоа е недозволиво, недопустиво е. Меѓутоа, политиката тука изгледа има таква намера. Се што е вредно во Македонија да се обезвредни. И наред дојде и Вардар. Не треба да го гледаме Вардар низ призма на бизнис. Значи, ако има некој да даде пари, Вардар мора да постои. И тука да се огледаат од млади деца, од јуниори, сениори и така натака. Затоа треба да се државата заинтересира за Вардар. Државата гледаш дека не може да исплати пари во културата, плати едва и се крпата, камоли да преземе еден гигант. Мислам дека спас за Вардар е само сериозен спонзор како германскиов. Ако германци го земат, германци не ти влагаат во матни сделки или тие балкански булшити, лоповлуци, рекетарство и сличното. Германецот знае да заработи пари со тоа што продава карти, купува играчи и едноставно го прави тимот подобар, и тоа е најисплатливо. Колку имаш подобар тим и колку повеќе успеси, тимот носи поише пари. Толку е просто. Овдека стварно не можам да ги разберам нашиве ретардирани 100 години. Ние имаме уште фудбалски клубови кои се некакви јавни спортски друштва. Абе се знае, спортски клуб ќе успее ако се знае кој е собственик, приватник. Берлускони, овој, оној, Siemens, Volkswagen, thank you and... Види, постар си од мене и водител си. Меѓутоа, веднаш каде Вардар имаме кошаркарски клуб работнички. Она сала, Маракана, онде кај што и она. Катастрофа. Па нели работнички заслужи да има сала своја боља? Срамота. Срамота. Па нели? Срамота. Па, тоа е штала. Зошто работнички тоа е нема штала. боља сала? Тоа некогаш било сала. Тоа е срамота. Кон сите оние од Буштур, сите што играле таму и сите успеси работнички што ги правиш, тоа е како да се исекнеш, да оставиш онаква сала
да пропаѓа, да не изградиш Точно. нешто Па такво. за тоа зборувам. Тоа За е тоа срамота. зборувам. Тука Една државата, сала не Германија. заслужуваше Германија ќе работнички. го направи то тип-топ. Ама зошто тој дел така да пропадне? Зошто? Позади еден гледач спомна за кампинг. Значи, зградите позади се во кампинг. Јас на точак, слушај ме Јанко, на точак на мостот на Гоце Делчев, стопирам странци, follow me и ги возам до кампинг за гумени бомбони, лименка, фанта или кока-кола. Значи, јас сум растел во тој дел, го знам секој педаль, го знам од тоа. И тоа е само со нивните лаги и со интриги доведено е до оваа ситуација. Не е само Вардар, не е само работнички, цело општество е деградирано. Добро. Ова Тоа пратиме е, за тука сте во универзална право. сала. Тука Исто. сте во право, не Они можеме сите само за мутави се Вардар. прават. Не можеме само за Вардар да збориме, оти Вардар е само врвот на ледениот брег за сите оние кражби, неправилности, рекети, крадење и крадење и крадење и уништување. Точно, одлевање, и то нема. Значи, ќе пресуши. како да ви кажам, Саша Чирич е легенда. Саша Чирич има свој споменик во Германија каде што играше. Германија, да. Каде што играше. Тој е најголемиот голгетер во клубот. Не ми текнува во моментот како се викаше клубот. Се извинувам поради тоа. Ма мислам дека оно Тетово беше дечкото Саша Чирич. Мислам клубот дека за кој германски за кој играше и кому навијачите му изградија споменик пред стадионот. Толку Така го е. смета заслужен како што Болоња на Пандев ќе му изгради споменик. точно. А Но- чиј споменик имаме ние кај Совка, значи, кај се Томче сретна, Совка, Саша тениското Чирич. Југ, тука кај Славе Билбилјот и овие. Чиј Окей. споменик имаме ние? Не знам. Сакам да ти кажам дека веста по која беше, за која ја отворив, дај го компјутерот, е од 20 јули. Последна надеж за Вардар, Чирич и Шилегов се видоа, се чека да од германците. Од тогаш Дај наваму... Боже, дај Боже да има нешто, да Ти има пак не континуитет слушаш, ало! 20 јули, месец и пол помина, рекоа за 2 дена ќе знаеме, така. 2 месеци. Па затоа отварам тема, да ве прашам, знае ли факинг некој што се случува? Оти веста вика. Ти благодарам за јавувањето да ја прочитам уште еднаш. Она што го најави Спорт медија синоќа, како што дознаваме, во текот на денешниот ден се оствари. Саша Чирич на 20 јули 2020 година. Саша Чирич, легендарниот вардарец, сега имал состанок, денеска имал состанок со градоначалникот на град Скопје. 20 јули! Сега сме крај на август, ало. Петре Шилегов, состанокот, барем така велат нашите информации, Милан во конструктивна атмосфера, што е најважно, му било пренесено од Чирич. Што треба понатаму да се прави за најавениот спонзор од Германија да дојде и да го преземе Вардар, нашиот најголем фудбалски бренд за управување? Значи Чирич само посредувал помеѓу град Скопје, кој е собственик на клубот. Петре Шилегов е председател на ФК Вардар во овој момент, да ви кажам. Значи само требал да ги спои Шилегов и германскиот спонзор. Чирич со најдобра намера ги спојува. За 2 дена вика чекајте нова информација. Тоа беше на 20 јули. До денеска немаме информација. И јас затоа чекав пола сат, никој не се јави. Се јавија луѓе носталгични, Вардар ова, Вардар она. Не ми значи ништо. Мене носталгија за Вардар ќе збориме, искрено да ви кажам, носталгија за Вардар која ќе го спасиме Вардар. Сега барам притисок да се прави. Мислам дека како да нема притисок да се реши оваа ситуација. Прво притисок да му се даде максимална поддршка на Саша Чирич во неговата намера. Не знам каква му треба. Да видиме што му треба. Ако му треба јавна поддршка медиумска, јас сум спремен. Ако треба да му излезете и да му потпишеме петиција, јас сум спремен. Да не дозволиме, бидејќи ако не знаеме и се одвива зад кулиси, верувајте дека се прави лаж вериш. Ама ако сме гласни, ако сте гласни, ако сакате да му помогнете на Вардар, правете јавен притисок, барајте одговори, затоа што колку е појавна една работа, многу потешко ќе се прави алаш вериш. Од било кој. Ете, тоа е целата работа. Оти ако сега се прави, во овој момент што е клучно за спас, алаш вериш дали некој ќе лапне во джеб или нема да лапне, Вардар нема да го биде. Па не со
Apple и iPhone да му бидат спонзори, Samsung да му бидат спонзори, да му бидат Siemens спонзори, Beko да му бидат спонзори, џабе му е. Телеком, и то не нашиот, светскиот Телеком да дојде и да рече за Вардар, нема шанси. Нема шанси, бре луѓе. Затоа што тоа милион пати, ја не се разбирам у спорт и у спортска политика, имам колеги кои многу повеќе се занимаваат со тоа, зошто и они зборат или не зборат за тоа, ја не можам да ги следам. Но ја мислев стварно ќе дознавам нешто вечерва од вас, викам покрај останатите теми. Ништо. Штама, тапа. Тоа значи ние не се интересираме, второ тоа значи нема информации, трето значи ако и нешто се случува или не се случува, и двете се страшни. Ако нешто се случува, не знаеме, мутно е. Ако ништо не се случува, тогаш викајте поп, варите блага пченица. И немојте после да ми плачете за Вардар и да ми кукате за носталгии. Не ме интересираат носталгии. Што ме интересира мене за носталгии? Ја гледам да се спаси. Ова е наше дете. Не знам што друго да ви кажам. Дали ме разбирате? Ова го зборя пред саат време, ви го повторувам повторно. Добро вечер. Добро вечер. Имаме гледач на линија. Повелете. Повелете, во програма сте, ве слушаме. Режија, можеш да му кажеш на гледачот дека е вклучен, изгледа чекал некое време, па... Добро, како сакаш. Ало, добро вечер. Добро вечер. Повелете, во програма сте. Имаш прилика да слушнеш нешто за Вардар, што луѓето обично не знаат. Татко ми е еден од основачите на скопски Вардар. Во тоа време доваѓаат после Втората светска војна, доваѓаат кај татко ми, пошто бил у тоа време татко ми тренер на фудбалски клуб Славија, Скопје. Во тоа време оперираат граѓански уште еден клуб, ССК Скопски. И пак сега ќе ми збори за носталгија. Не зборам за слушање, Јанко, те молам, интересно е. Ама... Се работи само за името, се работи. Да. Се работи за името, не може да се договорат, не сака да биде името Вардар. Дали ме разбирате? Добро, какво име сакаат да биде? Па јас сум рибар, ми го сменија името од Вардар во Риба. Мојот, значи, матичен, кај сум ја член долги години, во Вардар сум ја бил член. Кој сака да го смени името на ФК Вардар? Па, еден добро кажа, тука се умешани бугарите и најважно грците. А што им смета Вардар името? Не разбирам. И смета Вардар, затоа што ти добро кажа, тоа е бренд. Значи, му викаат на татко ми, Васе, дај ми најдобри играчи што имаш, ќе основаме клуб еден, кој ќе биде за Македонија како едноставно ќе значи нешто за Македонија. И татко ми вика, ќе ви го дам тој играч, тој играч, тој играч. Што бараш? Му викаат на татко ми, ништо не барам. Овие играчи од Славија не се вработени децата. Други клубови, други играчи, татко ми посочил, од граѓански ќе го земеш тој. Жика Поповски, еден легендарен центар халф во Вардар. Тој беше новинар долго време, почина сега. Он ја кажа вистината за татко ми, дека е еден од основачите на Вардар. Значи, зошто не беше, приказката е малку подолга, Јанко. Зошто никогаш Рингов не беше во управата, Дарко Панчев никогаш не беше во управата. Зошто Дојчиновски, да не кажуваме, ти се вика сега носталгија ова нова. Секогаш вела, сега, кој е умешан тука највише, дали знаеш? Не знам. Највише е умешан, кој ја водеше до вчера Фудбалската федерација на Македонија. Стварно не знам, не сум спортски новинар, не ги знам сите која водеше федерацијата? Не знам. Мафијаши ја воде, сега се на суд дадени сите. Аха. Па, ако федерацијата не функционира, а еден Вардар, се знаеше дека е бренд, се знаеше дека навистина имаше добри резултати све. Борбата се води да се смени името. На Вардар?
Зошто да ми се смени името? На Вардар. Мојата дозвола да не пишува Вардар. Сега новото име е Риба. Значи, не треба човек да е многу писмен, да многу се разбира од фудбал. Вака, добро, ја ти благодарам за јавувањето. Она што ми е нелогично, значи, ако некој сака да го земе Вардар, а да му го смени името, што со тоа? Може да земе некој клуб од Свирипичино и да си го тера. Ете му клуб и нека си го направи како што сака. Зошто да му го земе името на Вардар, некој да вложи во нешто што му е бренд, што самото име ќе му носи пари? Тоа не можам да го разберам и ќе треба друг пат некојаш да ми објасните. Ама најверојатно дека гледачиве имате емоции и тоа е разбирливо. Само во овој момент на Вардар тоа не му треба. Нам ни треба да знаеме што се случува и зошто се случува со Вардар, за да може да му помогнеме, нели? Ако можеме, било како ние. Добро вечер. Добро вечер. Повелете во програма сте. Па, не можам да ви дадам информација во врска со Вардар. Не сте единствен, многу мине е така вечерва. Да, жал ми е, Јанко би сакал да те израдувам со нека информација, но имам информација дека Шеќеринска успеала во Куманово да внесе нека команда од НАТО, мислам. Тоа е нека исклучителна информација и тоа е многу битно, нели? Вардар не е битен. Битно Шеќеринска е нека команда на НАТО, лево, криво, десна, копачка, не знам, во тој контекст. Таа информација ја знам. И знам една информација што вчера, денес се пишуваше за актерот овој Тасевски, нели? Океј, сакаш од два збора, знам што напишал, вчера го зборевме на интервјуто, сакаш да ти кажам што е работата? У два збора. Нема земено плата. Крај. Значи, заради тоа е тоа наменито. Заради тоа е наменито. Затоа се сипа со пепел, опрости ми папе, извини Груевски, врати се ово она. Нема земено плата. У култура нема земено плата. Ја вчера правев емисија зошто нема плата и зошто ќе нема уште некое време плата. Ете, тоа е целата работа. Те следев јас. Значи, не е од принцип, не е од идеал, не е од некое реално согледување, едноставно од материјал. Иако е легитимно. Сваќаш, у Америка се гласа, знаеш како председател. Вика, со кого ти беше подобро, со кого имаше поише пари? Да, па гласај за тој што кога си имал поише. Обично така се гласа на Запад. Од кого имаш поише корист. Тоа е тоа. Океј, ти благодарам многу. Ја би сакал да се поздравам со тебе, бидејќи стварно да оставам до крај, дали сепак некој ќе ми каже нешто за Вардар. Многу ви благодарам. Не би ја терал у политика, иако, како да ви кажам, ово што се случува со Вардар па е неразделно од политиката. Неразделно е од оно што се случува. Значи, Вардар е само огледало на оно што се случува во земјата. Знае некој што се случува у Вардар? Не. Знаете што се случува во Македонија? Не. Значи, што да ти кажам? Исто е. Тоа е тоа, огледало ни. Овие работи ни се огледало. Добро вечер. Воздивнувате. Тешки работи, кажувам, извини. Добро вечер. Добро вечер, повелете. Види вака сега, страшно е жално кога постари луѓе не ја знаат судбината на Вардар. Не, ја знам ни ја, ке ми простите. Мислам дека нема да сгрешам ако ти кажам дека Вардар има спорна легитимација. Вау. Уште она, кога се... тоа уште времето на... Со Вардар Миравци. Вардар Миравци... Да, тоа е една работа. Значи, правиот скопски Вардар, мислам дека е расформиран. Ова е спорна регистрација, затоа што тогаш настана таа мутна игра со пререгистрацијата, радио за останување во прва лига, бидејќи Вардар требаше да испадне од прва лига. Тоа беше пред едно 10 години? Тоа е пред 10 години? Да, тоа е мислам дека големиот проблем што прави. Тоа е една работа. Втора работа, Вардар е најсиромашниот клуб, бидејќи нема ништо на своје име, нема простори, нема имот. Во минатото кога постоеше како скопски Вардар, целокупната негова администрација беше на кеј во кулите, во еден стан. Вардар нема свој простори, Вардар нема свој имот. Како сите останати други клубови
што имаат стадиони, што имаат потребински простор што го издаваат, што живеат. Вардар цело време во минатото живеел од пари од државата, од фирмите, што биле јаки, што фрлале пари. Тоа е една работа. Втора работа, понапред во Вардар доаѓале играчи претежно на теренешното затоа што Вардар бил првиот филтер за да одат погоре. Иначе не можел дире два или тројца фудбалери во Македонија понапред имаат директно тимно во Партизан или во Звезда, а да не поминале преку Вардар. И сега кога имате вие развој на фудбалот секдека и приватни вложувања, не можете да очекувате дека целиот потенцијал што го има државата, некој ќе ви го даде у Вардар така без пари. Но проблемот е повторно долговите на Вардар. Кон кого? Па, еве да кажеме првото пропаѓање на Вардар настана кога го презема Јордан Камчев. Па кога сакаше да го преземе Трифун Костовски. Така. Не може да се договорат околу долго. Тогаш Јордан Камчев ја активира хипотеката што имаше околу милиони и кусур евра ради наводно вложување во према Джиджи Миджи таму што беше. Така. И поради тоа се повлече Трифун Костовски како сериозен, да не кажем инвеститор тогаш во времето кога беше и собственик на Кометал. Само да ти кажам дека Трифун и Орце секогаш работеле заедно, да ти кажам. Никогаш немале спротивставени интереси. Јанко, ја тие состаноци не ги свикував и не давам. Да, апсолутно те разбирам. Второ, зградата што се спомнува во кампинг. Така? Таа е на Ембер Маличи, да сите треба да знаат кој е инвеститорот. Таа е на Ембер Маличи, заменик градоначалникот на град Скопје. Таа не е на Вардар, тој простор таму кампингот Феротурист беше, не беше на Вардар тој простор, па дека му е земено нешто на Вардар. Значи повторувам, Вардар е единствениот клуб во бивша Југославија и во Македонија што нема свој имот. И како сакате некој да го купи со 3 милиона долгови? Треба да се прашаме како се настанати долговите. Проблемот е како се настанат 3 милиона долгови. Ја колку знам и трибините под Вардар се на Силекс и на други фирми и компании. Ствари Силекс ги рента на други компании и не се на Вардар, колку знам. Нема Вардар, нема имот. Еве ја ти гарантирам дека Вардар нема имот. А новото игралиште и академијата што ги изградија, тие се на имот на Вардар, ако не се лажам. Пазете, јас сум многу слаб спортски новина. Јас само сакам за судбината да дознам. Игралиште не беше на Вардар, тоа е на државата. Сега како настана добарата, па тука го зема, што отворија, тоа треба некој друг да каже. Тие што беа инвеститори во Вардар треба да објаснат како Вардар од градскиот помоштата го тераа во хиподром да има своји простори, наводно има своји простори. Таму му е сега центарот базата за тренирање. Не му е веќе во градски парк како што било од секогаш. А кој го користи тој простор сега кај сте кај Опатија тука на позади источна трибина? Некој друг треба да објасни што беа инвеститори во Вардар до вчера. Тие го зема помоштат игралишта на Вардар. А во Десоа на периферија на хиподром како да му биде. Може ли да се оправи оваа ситуација и како? Шпекулира. Па види сега треба, значи прво како што спомнав на почетокот, спорна е легитимацијата. Најверојатно мислам дека правно тука има голем проблем, затоа што тој што сака да го купи Вардар не знае што купува. Дали го купува Вардар Мираци или го купува Вардар Скопје. Тоа треба прво да се рачисти. Второ, сите тие што претат со долгови кон Вардар, што наводно имале своји вложувања, треба да се откажат од долговите. Никој не знае како се настанат 3 милиона евра долгови, а да биде све исплатено. И Вардар не е оваа година напуштен во УЕФА само ради долговите кон играчите, а не дека некој сакал намерно да го блокира Вардар да не Вардар не можеше да ги исплати платите кон играчите. И затоа им одбор за раце на сите играчи да си одат слободно. Ги пусти без обештетување. Таа е вистината за Вардар, немате вие друга вистина. Али прво спорната регистрација. Мислам дека тука треба да се рачисти прво све, па после дојде оној правиот Вардар што постојал, што го знаеме ние, што играл во првата лига, не е овој поправно, пази зборам правно, не е овој Вардар. Не е наследник на тој Вардар. Да. Вау. Значи ти си втор кој вака детално го образложи тоа. На некој начин ги знаев и јас овие работи, но не сум доволно стручен, ниту сум повикан. Мојата доблест сметам дека е да не се правам препаметен, бидејќи за многу широки теми и затоа од вас секогаш барам помош, па има луѓе кои се повеќе или помалку информирани. Очигледно дека пред време ја вратевме, требаше да
бидеме потрпеливи, бидејќи луѓето очигледно малце време им требаше да фати замаец темава за Вардар. Ја мислев, бидејќи првиот час едноставно никој не се јави, иако инсистирав да имаме за Вардар јавување. Да, пуштавме надпревари да илустрираме кога Вардар играше и Лига на шампиони. Ова е Лига на шампиони или Лига Европа? Лига Европа да не беше ова. Добро. Па не, има голема разлика Лига Европа и Лига шампиони. Добро, и оние стари со Панчев, со Звезда, кога игра и така натаму, и така натаму. Ало? Да, добро вечер, повелете. Тука е еден гледач од чај. Повели, господине. Вака, дали може да кажам нешто вон темата? Океј, може, слободно. Вака, зашто на Бум ТВ не се емитува телевизија Сонце? Ја мислам дека се емитува, само сме на дигиталните канали. Ако нема... Не се емитува. Чекајте, вие сте на А1, операторот, така? Да, не се емитува. Значи, кај други се емитува, ја имам проверено, испраќаме сигнал, мислам дека треба да се јавите кај операторот да ви даде инструкции. Мислам дека у најмала рака треба да се рестартира вашиот... Не, операторот сега не се емитува телевизија Сонце во Бум ТВ. Значи, ние овдека имаме Бум ТВ во нашава телевизија, за да уходникот ни стои. Два такви апарата. И кај нас, кога ќе дојдеш у ходник да почекаш кај, нели, у телевизија, имаме Бум ТВ и се гледа нашата програма. Не знам како ние... Два Бум ТВ ги враќаме и не се емитува. На А1, 12 канал. Еве ти кажам, еве сега и ми потврдуваат моје одрежија, бидејќи имаме ние тоа Бум ТВ, такво. Од белите? Како? Од белите ресивери? Не е битно каков е ресивер. Тој е дигитален ресивер кој ти го испраќа сигналот. Значи А1 ти го испраќа сигналот. Добро, во ред. Да. Јави се во А1, убеден сум дека ќе ти помогнат и дадат инструкции како да ја најдеш, затоа што знаеш, ќе имавме ние поплава. Нас не гледаат и на Телеком, и на Бум ТВ или А1, како сакате, така што сигурно може да не гледате. Нешто има проблем, само у моментов не можам да ви го решам. Поздрав, лека ноќ и пријатно. Благодарам што сте на Секој е добро. Секој е добро и благодарам што имате интерес да ја следите програмата. Се надевам дека од А1 операторите ќе ви помогнат. Зошто? Бидејќи ви велам, најодговорно ви тврдам, имаме два такви ресивери, не се од белите, од поновите се, ама тоа нема врска, тоа е дигитален сигнал, а кутивката само го пренесува и го претвора во слика. Не зависи од кутијата. Еве, проверивме уште еднаш, на 12 канал ТВ Сонце се емитува. Намасте. Имаме уште некој на линија? Океј, одиме со следниот гледач. Шо прави Пела? Отиде кафе да се напие. Отиде кафе. Ние имаме мала кафетерија, поточно апарат за кафе, и стана овдека цело време беше со нас, 2,5 часа куче седеше мирно овдека со нас. И отиде да се напие, вика Јанко, супер, све, ама муабетиве, Вардар, се изнервирав, да се напијам едно кафе и ставивме макијато и така. Сега ужива, пие макијато и ги нервира комарците кои се обидуваат да и се приближат. Бидејќи у овој момент она може да спие, волци да ја касаат, не може да ја гризнат. Толку има она прекрасна волна на неза, не можеш да стигнеш до неза. Океј, добро вечер. Добро вечер. Повелете во програма сте. Добро вечер. Во врска со Вардар, ја мислам дека пропаста почна уште Дзинго, која беше председател на ФФМ, кога Панчев се здружи со Дзинго, па почна, па Ѓоре дојде Јовановски тренер, а Панчев му работеше за грб, па познат е Панчев по тие мешетерски работи, и сега прашувам каде е Панчев сега да му помогне на Вардар. Зашто кога дојде Самсоненко, Панчев прв се јави, филозофи и таму све. Беше тренерот Андреев, го донесе Самсоненко, па потоа дојде неуспешно беше со кипарците, мислам беше, ја загуби
па дојде Седловски на него, Седловски направи одличен тим, Панчев го избрка, Седловски го донесе Јаневски. Добро, да не идеме. Значи, така, што е, значи тука е проблемот. Ако се вратиме, беа беше Неделко Миленковски во интерес, па беа некој. Неделко Миленковски. Сети се сега дека Борче Ристевски заврши во затвор. Ко плячкава Вардар. Мислам дека кој стигна плячкава. Неделко е највише крив за целава работа, Неделко. Па еве и комитите како навивачи, и тие се виновни. Колку Вардар плати казни заради нивното некултурно однесување? Што мислите, Европа ќе ви прости така? Со вулгарности, со викање, со некултура. Сега што е чаре? Добро. Тоа е што било. Пиротехника не се користи. Што е чаре сега? Што е чаре? Океј, да не идеме со историја, 3 емисии нема да собе. Што е чаре по вас? Што е чаре? Имаше пари, Јанко, имаше пари. Не те прашувам што имаше. Што сега? Каде Неделко Миленковски сега беше добар, виде дека пари има, ајде у Вардар. Ало бе. Ало, Неделко. Кажи ми што е чаре сега? Чаре, не ми кажи што било, знаеме што било. Чаре сега, тие што го унисија Вардар да му помогнат. Сега комитите нека му помогнат за Вардар, кој највише го оштетија. Секоја ческа у навијачи. Добро, благодарам многу за јавувањето, лека ноќ и пријатно. Јасно е дека секој си има свое мислење. Во секој случај, тука е уходничето, седи, а неќе да влезе. Неќе да се снима. Излезе точно од студиото, значи Пела. Пела, може да се простиме? И да ја затворам емисијата. Спие. Можеш да ја свртиш камерата, усенка ќе бидем, ама да ја гушнам, да ја поздравам. Те молам. Да се поздравиме со Пела. Бидејќи нема повеќе да ти барам да ја носиш во емисија, стара е навистина, ама ќе ти дојдам ја на поздравам.